Градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев и градоначалникот на збратимената општина Каршијака Джева Дурак официјално го предадоа во употреба паркот на пријателството. Паркот, кој е лоциран во близина на ликовниот салон на површина од 1100 метри квадратни, чини околу 50.000 евра. Представува силен доказ за пријателството и соработката на двете општини, вели Чадиев. Задоволен е не само од досегашните активности, туку и од финалниот изглед на паркот, кој верува е на општо задоволство на сите граѓани. Стеблото на пријателство со символите на Велес, со символите на Каршијака, со символите од историјата на Велес, како што е споменикот на гимиџиите и символите и карактеристиките на општина Каршијака говорат за едно долгогодишно пријателство, за едно пријателство кое ќе трае како траело и во минатото и ќе трае и во иднина. Истовремено ова е силна порака и од нашите иселеници од Врановци и од околината на Велес, кој ги има на број повеќе од 30.000 во Каршијака. Нивната желба да имаме една конкретна ситуација, да имаме конкретна соработка, меѓутоа не само соработка која ќе биде меѓу збратимени градови у стандардна процедура, него која ќе ги надмине досегашните стереотипи на соработката. Паркот на пријателството представува подарок за општина Велес од збратимената Каршијака. Градоначалникот Дурак тврди дека двете општини имаат простор за соработка во сите области на општественото живење. Şimdi biz yerel yönetimleriz. Нашата општина е сегментирана и секој оддел си има по своји посебни функции и самите тие ќе ги донесеме овде, кои што ќе разговараат на тие теми овде во Велес и се надевам дека ќе бидат од голема полза и ќе помогнат на велешани. Da yavaş yavaş geliştirmeye çalışacağız. Огромен број жители на општина Каршијака водат потекло токму од Велес, што е повод повеќе за интензивирање на соработката помеѓу двете општини. По добивањето на дозволите во паркот ќе биде поставен и споменикот на Ататурк. Со положување на цвеќе на бистата на Кочо Рацин кај кружниот тек започнаа 46-тите детски рацинови средби. Велес денеска и утре ќе биде домаќин на околу 60 ученици од речиси цела Македонија. Дел од децата ќе учествуваат во поетскиот дел од рациновите средби, а останатите ќе бидат дел од ликовно-валјарската работилница. Околу 60 деца, значи и децата кои што се дојдени за литературиот и децата кои што се дојдени за ликовно-валјарската работилница. Придружени, па речиси гледавме да поканиме барем од секој град. Имаме тука и некои рурални средини, имаме и од градски средини, значи меѓутоа пред се водевме од принципот на квалитет на песните кои што ги пратија. Оваа година на поетскиот конкурс учествувале околу 250 учесници. Организаторите на детските рацинови средби велат дека во Македонија има многу голем број на талентирани деца за пишување на проза и поезија. Поканивме 60 деца. Можам да кажам дека покрај овие 15 кои што ќе бидат добитници на награди во различни конкуренции, значи поетска конкуренција до 5, поетска конкуренција до 8, прозна конкуренција, значи и покрај сите овие деца кои што ни доаѓаат, сите останати кои што ги поканивме се пофалени. Значи имаме исклучително висок степен на квалитетни песни. Инаку и оваа година локалната библиотека Гоце Делчев е организатор на оваа културна манифестација. Директорот на библиотеката Крајчев се надева дека голем дел од учесниците на детските рацинови средби во иднина ќе прераснат во исклучително квалитетни поети. Свеченото отварање на рациновите средби е закажано за вечерва во 19 часот во салата Бели Мугри. Завршната церемонија е утре со почеток од 13 часот. Скратени предвидените средства од буџетот за програмите и проектите кои биле планирани од општинската власт. Ова денеска го истакна советничката група на Социјалдемократскиот сојуз. Опозицијата прашува зошто се скратени средствата. Значи ли дека ова кратење е заради тоа што општина Велес нема доволно средства? Во најголем број случаи одговорот е дека нема доволно прилив на средства за буџетот на општината. Сега пак се поставува прашањето зошто нема доволно пари во буџетот. Нели во Македонија убаво се живее, нели граѓаните се среќни, нели во Велес според власта се вработиле нови 12.000 луѓе, само уште да ни кажат каде се вработиле. Па како тоа, седа е во ред, а буџетот на општина Велес слабо да се полни. Има ли граѓанин кој што работи и доколку работи и има приходи, не би сакал навремено да си ги плати давачките спрема општината? Советниците од опозицијата напоменаа дека речиси во сите предвидени програми и проекти се скратени средствата. Како пример ја наведоа програмата за поддршка на граѓанскиот сектор. За оваа програма скратени се околу 2 милиони денари, по предлог на градоначалникот Чадиев.
првично предвидените со буџетот за 2013 за програмата 3 милиона и 760 илјади денари ги намалија на 2 милиона и 760 илјади денари. Сега, со вторите измени на програмите, што ќе бидат потоа составен дел на вториот ребаланс на буџетот, градоначалникот Шадиев предлага повторно уште 1 милион денари помалку пари за здруженијата на граѓани во однос на учество во реализацијата во проекти. Но истовремено предлага и 100.000 денари помалку пари за поддршка на програмските активности на здруженијата на граѓани, како и 450.000 денари помалку пари за учество во партнерски проекти. Според советниците на Социјалдемократскиот сојуз, причината за кратењето на средствата е нереално направениот буџет или пак проблемот го наоѓаат во тоа што, според нив, постојано се влошуваат условите за живење во Велес. Идниот петок во рамките на одбележувањето на денот на ослободувањето на Велес ќе се удрат темели на пешачкиот мост на улицата Кумановска. Во изминатиот период се изработуваше проект за осветлување на мостот и околината, како и идејно сообраќајно решение. На 8 на денот на одбележувањето на градот, на ослободувањето на Велес, ќе се стави камен темелникот на изградба на мостот. Јас очекувам до нова година и тој сегмент да биде завршен, затоа што средства се обезбедени во буџетот на општина Велес за исплата на за завршување на мостот. Знаете дека општина Велес до сега нема неплатено на никого. Сите активности што ни се завршени се навреме исплатени. Се знае кој ќе работи на... Да, ја работи комбинирано фабриката 11 октомври од Куманово, што е етаблирана фабрика за челични конструкции, Делта Промод Велес. Претходно беше распишан тендер за изведувач кој ќе работи на изградбата на пешачкиот мост. Истиот беше расторан од локалните власти поради превисоките суми кои ги побара изведувачите. На тендерот што беше објавен беа повисоки цени отколку оние средства што ни се предвидени во работа на Советот за 2013 година. Ние можеме да имаме со анекс договор, меѓутоа тие средства не беа доволни, како што понудувачите ги доставија. Кога расторивме конкурсот согласно законските прописи, ги повикавме на непосредно договарање да понудат повеќе фирми од Република Македонија дали би го направиле за оние средства што нас ни се предвидени за 2013. На задоволство можам да кажам дека тоа успеавме да го направиме. Се очекува на овој мост да се работи до крајот на годината. За наредната година пак треба да се градат и кружни текови, да се постават и семафори на неколку локации, како дел од измената на сообраќајниот режим. Председателите на совети во општините од Вардарскиот плански регион деновиве го одржаа состанокот на кој избраа свој представник во комитетот на совети при ЗЕЛС. Председателот на советот на општина Велес, Александар Колев, едногласно ја доби поддршката од своите колеги. Токму тој во следните 4 години ќе го представува Вардарскиот плански регион во комитетот на совети. На прво место, мојата улога ќе биде да ја афирмирам работата на советот, односно работата на советите во Вардарскиот плански регион, учество во изградување на ставови по однос на законите кои што се однесуваат на работата на локалните самоуправи, давање предлози, сугестии во смисла на креирање на закони кои што ќе олеснат работата на локалната самоуправа и ќе значат подобрување на услугите кои што локалната самоуправа ги нуди на граѓаните, интензивирање на меѓуопштинската соработка, интензивирање на меѓурегионалната соработка, интензивирање на меѓународната соработка на советите. Комитетот на совети одржува седници според потребите или по барање на најмалку 3 негови членови. Меѓу другото, овој комитет ја има задачата да ја следи проблематиката од функционирањето на советите, но и да го истакнува нивниот активен придонес во процесот на децентрализацијата. Комитетот на совети е едно тело кое што функционира во рамките на ЗЕЛС, чиј обем на работа е дефиниран со статутот на ЗЕЛС, во кое што тело членуваат 12 члена, по еден представник од сите плански региони, плюс еден има делегирано представник на град Скопје задолжително и уште 3 представници кои што дополнително се делегираат со цел да биде запазена застапеноста на половите и на етничките заедници. По изборот на председателите од 8 плански региони, на првата седница на комитетот, членовите ќе одберат дополнително уште 3, како и председател на истиот.
Четврта изложба насловена ЕУ карикатури на велешкиот карикатурист Миле Манчевски, познат како Милман. Синоќ пред Велешани тој представи 50 избрани карикатури од вкупно 210 кои ги изработил за оваа изложба во комбинирана техника. Темата на самата изложба Европска унија офатени се неколку сегменти. Имаме кризата во Европската унија, кризата со еврото, кризата со на одредени членки во Европската унија и нормално актуелната тема Македонија кон Европската унија. Најголем дел од изложените карикатури не се досега објавени и се специјално правени за изложбата. Се очекува дел од нив да бидат објавени по медиумите по нивното представување на изложбата. Карикатурата секогаш има некоја своја скриена порака. Обично секогаш за моите карикатури, верувам и колегите исто размислуваат, е следното. Тоа што имав да го кажав преку карикатурата, закачено е овде под зидовите. Секој може да погледне, да се коментира по свое. Ја викам дека е така. Во изминатите 29 години Милман има изработено преку 2000 карикатури и се надава дека нема да има потреба да изработи уште толку додека Македонија влезе во Европската унија. Тој веќе ја подготвува и неговата петта изложба. Таа ми е веќе пола готова. Таа ќе биде идната година, ќе биде тема која првпат се објавува кај нас во Македонија, ќе биде многу специфична тема и мислам дека ќе предизвика доста, ќе биде интересно. Милман вели дека секоја негова идна изложба е приложение на претходната. Првата изложба се состоеше од геокарикатури, втората беше составена од политичка карикатура, додека третата беше посветена на спортската карикатура со доза на политика.